Во апелацијскиот суд попладне во јавна седница по жалбата на обвинителството и на осудениот Васил Јованов, кој пред 5 месеци беше осуден на 12 години затвор за прегазувањето на Фросина Кулакова. Михајло Видимлиски ја следеше седницата. Михајло, со какви аргументи излегоа двете страни? Така е, Бубе, обвинителството смета дека признанието на вина не е оправдување, додека пак одбраната на Васил Јованов вели дека врз основа на овој случај и на оваа пресуда не може да се гради нова судска пракса. Овде во апелација предмалку заврши јавната седница по жалбите и на јавното обвинителство, но и на одбраната во однос на 12 годишната затворска казна, која што Васил Јованов ја доби на 13 мај, а за сообраќајната несреќа во која што животот го загуби 21 годишната Фросина Кулакова, сообраќајка која што се случи на булеварот Партизански одреди. Пред апелацијските суди своите аргументи ги презентираше обвинителката од Вишето јавно обвинителство Фатиме Фетаи, која што помеѓу другото рече дека првостепениот суд при носењето на одлуката за висината на казната ги преценил олеснителните околности, помеѓу кои е и признанието за вина. Од друга страна пак одбраната тврди дека досегашната судска пракса покажала дека за вакви кривични дела не биле пресудени толку високи казни. Исто така рече дека признанието кое што го дал Васил Јованов пред судот било искрено, како и каењето дека било искрено, што тоа го потврдило и наодот на вештото лице, односно на психијатрот. Овде присуствуваше на јавната седница и семејството на починатата Фросина Кулакова, кое што е незадоволно од првостепената пресуда и бараше максимална 20 годишна затворска казна. Во продолжение изјавите од адвокатот Сашко Дуковски, обвинителката Фатиме Фетај и таткото на Фросина Кулакова Тодор Кулаков. Многу потешка сообраќајка со два повеќе престапи, бегање од лице место, а со сето друго исто. И со повреда на уштедно лице завршила со 8 години. Судот, тоа е целта на признанието на вина. Да се избегнат скапи и долги судења, да му се каже на обвинетиот дека не се исплати да се занимава со криминал, но и тој да добие некаков бенефит. Каков бенефит вие имате со 12 години? Пресудата од 12 години, тврдам, е донесена под огромен притисок на јавноста и ништо друго. Тука важеше италионското начело око за око, зап за зап и јавноста му пресуди на Васил Јованов. Јас не барам на Васил Јованов да му се даде орден за тоа што го направил, но да се даде разумна казна во рамките на судската пракса досега за вакви кривични дела. Кога сме кај судската пракса, да си поставиме едно прашање, уште колку деца треба да бидат погребени, за да на крај конечно ни текне дека оваа судска пракса треба да се смени. Значи, казната затвор не е само бројка, тоа е став, тоа одразува какви вредности всушност ние штитиме. Ако животот на Фросина не вреди повеќе од 12 години затвор, тогаш каква порака им испраќаме на евентуалните други жртви. Ние на овој начин, преку барање на повисока казна, не бараме освета, бараме правда која што ќе спречи идни трагедии, бараме правда која што ќе испрати јасна и гласна порака дека човечкиот живот е неприкосновен. Признанието на обвинетиот Васо Јованов е манипулативен гест без правна вредност. Изјавеното признание на обвинетиот Васо Јованов нема суштинска тежина, бидејќи таму каде што доказите недостасуваат, признанието може и треба да има релевантност. Но во овој предмет доказите се обилни, недвосмислени и потврдуваат највисок степен на вина, поради што признанието нема никакво олеснително значење. Уште повеќе, во вакви околности, признанието најчесто само алудира на неискреност, правни маневри од страна на одбраната.
На самиот крај од јавната седница по образложенијата на обвинителството и на одбраната на Васил Јованов и самиот Васил Јованов, како што рече, уште еднаш сака да изрази жалење за тоа што се случи пред семејството на Фросина Кулакова. Рече дека носи голема грижа на совест. Јавната седница во апелација е завршена кога петорката апелацијски судии ќе донесат одлуката. Не се знае кога ќе има одлука, како што информираат од судот, ќе биде објавена во јавност.